Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Не случајно го одбрав ова будењето. Да, со љубов ја подготвив ова прекрасна порака и знам че ви остане во вашите виуги, со оглед дека Гласот на народот, уште една емисија, значи од ова, го одбележува 25 години од неговото постоење. И за ме предизвик ви испраќам, почитувани, со оглед без вас ова емисија е нула. Еве, нека стои. Речијата ќе замолам, доколку може и телефонскиот број. Со оглед, реков, интеракцијата е 100%. Денешната тема, почитувани, е потек од ова што ја подготвив и ја напишав будење. Имајќи факт дека 30 години, почитувани, значи 30 години или 3 децении, Македонија е жртва на епска плячка. Нема ниту еден осуден премиер, министер, обвинител или судија. Државата е сведена
на плен, а народот во сиромаштија. Ова не е популизам, ова е вистина. Ја чувствувате вие и во срцето, и во умот. Дали конечно доаѓа, почитувани, епилогот или остануваме земја без правда? Токму во оваа емисија која насловив Крадење, градење или погребување на Македонија. Да, почитувани, некои свесно мангупи или мангупчиња, а се мангупишта, го сторија тоа. Го сторија со единствена цел да дојдат, да дрпнат и да здувнат. Тоа беше 3D анимација. Меѓутоа се е high definition. Значи повеќе 7, 8, 9, колку D. Значи крајно е дегутанно да зборам, а тоа го зборам речиси овие сите 25 години. Се додека нема казнивост, се додека нема осуда, пресуда и да ги видиме сторителите токму зад решетки, ние не можеме никош да бидеме народ за респект, држава за почит. Бидејќи намерно направ, не е тавтологија, да направам разлика, а суштината е вистина. Па ни донеса, видовте, ни донеса еден параинституционален формат СЈО. Зошто? Да ја уништат, избришат Македонија од геополитичката мапа на светот, од глобусот на светот. Еве, во интерес на времето, а мојот очекуван, почитуван соговорник го очекувам, се случува, е жива емисија. Се надам дека имаше некои проблеми со сообраќајот, но кај да ќе пристигне, предлагам за СЈО, специјалното јавно обвинителство, која дерогира Македонија во цел вистинска смисла на зборот. Законот за приватноста кој е уништен, да не должам да прераскажам. Режија, ве молам, одиме со прилогот СЈО. Благодарам на Огнен Дивевски што го интерпретираше, а мојата маленкост го напиша овој колум, овој да речам овој текст, а објавен во Охридскиот портал Охрид 24. СЈО – политичка остра алатка за разурнување на Македонија. Катастрофата почна со специјалното обвинителство. Македонија никогаш нема да се опорави од предавството наречено СЈО. Представено како борец за правда, а всушност родено за да биде алатка на деструкција под директива на странски центри и локални извршители како Заев и Ахмети. Катастрофата беше внимателно испланирана. Во моментот кога Катица Јанева, како кртица, беше чувана 4 дена заклучена во ресторан, таа веќе беше дел од сценариото. Како што заврши во Дупка во Идризово, така заврши и целата лага за правдата која требаше да биде искупување. Наместо правда, Македонија доби национално понижување и правна катастрофа. Зошто немаше бомби за Заев и Ахмети? Целта беше јасна – урнисување на македонската државност. Зошто немаше ниту една бомба за Заев или Ахмети? Затоа што тие беа заштитени со политички имунитет договорен надвор од очите на јавноста. СЈО беше инструмент за елиминација на сите кои не се вклопуваа во планот за редизајнирање на Македонија според туѓи интереси. 10 години СЈО. На 15 септември 2025 година навршува 10 години од формирањето на специјалното јавно обвинителство СЈО, институција која не беше проект за правда, туку за политички прогон и разурнување на Македонија. Неговата единствена цел беше да се елиминираат сите тие кои се спротивставија на понижувањето на македонскиот народ преку Преспанскиот договор и наметнувањето на странските интереси. Овој механизам кој првично изгледаше како алатка за правдата, беше претворен во политичко оружје за ликвидирање на политички непослушните. СЈО – мрежа на манипулации со недозволени докази. СЈО ја градеше својата работа врз незаконити бомби, доставени со 30 дена за доцнување, кршејќи го законот за заштита на приватноста. Овој пропуст требаше да ги поништи сите постапки, да ги затвори сите случаи, но ниеден суд не се осмели да го признае ова, заробени од страв и политичка пресија. Доколку правдата функционираше и се применеше законот за заштита на приватноста, СЈО ќе беше поништено уште на самиот почеток. Тогашната мрежа, создадена со помош на USAID и други партнери, ќе се распаднеше, а Македонија ќе беше поштедена од националниот колапс кој следеше. Одговорноста на Заев и Ахмети.
продолжување на деструкцијата. На оваа сцена Зоран Заев и Али Ахмети, кои не само што беа активно вклучени во криминалните дејства, туку и ги поттикнуваа и одобруваа, станаа носители на оваа длабока криза. Секој обид за оправдување на нивните акции или одлуки е погрешен. Кога Заев го смени името на Македонија, тој не само што го продаде народот, туку и не ја зеде во предвид иднината на Македонија како суверена држава. Но, како што историски гледаме на овие настани, ваквата политика имаше поддршка од странските фактори, особено САД и нејзините организации како USAID, кои создадоа фалсификувани и погрешни перцепции кои ја рушеа Македонија во сите аспекти. Прогон на Македонија под странски налози, преку СЈО искористено како инструмент за исполнување на тие налози. USAID и други странски агенции станаа основни играчи во формирањето на политичката и правната сцена на Македонија, што ја претвори земјата во прогон за странски интереси. Македонија беше подложена на редизајнирање и дестабилизација, додека СЈО служеше како оружје за политичка чистка. Доналд Трамп, повраток на Македонија на вистинскиот пат. Како што се покажува, на македонскиот народ му е дадена вистинска шанса. Човек кој успева да го погребе концептот на урнисување на државите на Балканот и да ги ослободи од политичките и економски игри кои го тераа на колена. Го отвори патот за Македонија да стане вистински суверена држава која ќе се ориентира кон својата независност и демократија. Со политичките промени што ги донесе Трамп во глобалниот контекст и со неговиот став дека Македонија има право да се избори за својата иднина, тој е главниот фактор кој помогна во разнишување на инсталациите на длабоката држава. Да се навратиме на законот за заштита на приватноста. Прислушуваните материјали или бомбите беа прибавени без почитување на роковите и процедурите утврдени со овој закон. Според овој закон, ако доказите не се предадат на надлежните органи во рок од 30 дена, тие стануваат нелегални за употреба во сите постапки. СЈО ги доби овие материјали по истекот на рокот, што го прави нивното користење не само незаконски, туку и апсолутно злоупотребено. И покрај ова, ниту еден суд, а особено не во време на владењето на СДСМ, не утврди одговорност за ова нарушување. Правна равенка за излез од последиците предизвикани од СЈО, целосно помилување како израз на историска правда. Денес, 10 години по формирањето на СЈО, последниот и најважен чекор е да се признае вистината. Председателот на Македонија треба да преземе чекор со кој ќе ја затвори оваа мрачна ера, со целосно помилување на сите осудени и се уште обвинети како жртви на производите на СЈО. Ова не би бил само чин на милост, туку и начин да се затвори една ера на деструкција и манипулации, која резултираше со уништување на фундаментите на државата. Македонија има шанса да ја реконструира својата иднина. Потребна е вистинска политичка и правна одговорност, која ќе доведе до затворање на оваа мрачна ера која ја донесе СЈО. Ако сакаме да се ослободиме од токсичната наследност на длабоката држава, сега е моментот за праведен пресврт. Македонија мора да стане земја која стои цврсто на своите нозе, да се обнови и да победи. Ке ни треба храброст, но вистината ќе биде најголемото оружје во оваа борба. Македонија заслужува праведен мир. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, што ви кажам? Се е кажано. Ова година е година на одбележување 10 години на еден пара институционален систем која уништи Македонија по сите основи, по сите шевови. Ја уништи, ја предефинира, ја рекомпонира во негативна смисла на зборот. Создадена е една групација на криминогени структури кои слободно се шетат во светот, си градат вавилонски кули, мудруваат, измесуваат и кажуваат што е честно, што е честито, што е правично, што е праведно и така натаму. Но, почитувани, едно, секојаш овие 25 години ви кажувам, можете еднашка да грешите. Два пати, третиот пат проблемот се знае кај вас, кај мене, ама кај мене не се чувствам дека сум виновен. Од тие нон-стоп во овие 25 години ви зборам.
ви зборам, ви укажувам, почитувани, не гласајте за криминалци. Морам една дигресија да направам. Зошто ја вилам дигресија? Кој не сака Македонија да иде напред? Само криминалците, само бандитите, само предавниците, клиентелистите. Киро Глигоров 95 година му беше понудено Македонија да биде дел од НАТО, а веднаш Европската унија. Зошто? Бидејќи сакале да го релаксират јужното крило на НАТО 120 км северно од Солун, а тоа е токму кај коридорот Исток-Запад, крстот, кај што се спојуват два коридора. Единствена држава во свет која има крст Исток-Запад, тоа е само нашата Македонија. Киро Глигоров не го прифати, имајќи факт дека тогаш Криволак важеше за единствен полигон, за полигон у смисла на зборот за тренинг центар. Знаете дека Македонија беше 8 во светот сила, 4 во Европа. Значи, силна држава, 22 милиона во една обединителност, вклучување, интеграција. И обучуваше војни стручни екипи широм Северна Африка и така натаму. Но, да бевме тогаш, дали ќе се случаа криминалните случувања, ситуации? Никогаш, no way. Пота германците бара и понудија превозно средство, основно да не биде Ауди 3 А3. Тогашниот премиер Бранко Црвенковски рече нон пасаран. Не сме заинтересирани. Дали ќе се случеше 2001, ви се молам. Ако правам 2001, ова неслучано емисија се сопаѓа со петочната, кој што ќе говориме со моите рецензенти на книгата Гласот на народот, клучот на демократијата. Никој нема да дозволи, почитувани мои македонци, и породи по државјанство. Еве, телефонот ви е отворен. Би сакал да интерактивно. Еве, и режијата би ја замолил, може да поканиме ни вистински добри наши соговорници, да учествуваат. Нека биде едно изненадување, доколку го добијам, тоа ќе биде прекрасен дискурс. И така, ред по ред се случи овој галиматијас. Дојде до предавството, најголемото во светската историја. Дури од прачовекот. Ти да го издадеш својот род, пород, а се конел во дедо, чукун дедо и така натаму, а потоа веднаш да го сториш тоа. Тоа нема. Зошто ова го велам? Го велам бидејќи неказнивоста е закон во државата. Криминалот е систем и ние свесно ја отуѓивме државата на луѓето кои од нејзе прават една шарамудијада, еден циркус максимус. Па луѓе мои, дали имаме ние резервна држава? Еве, поставам прашање. Не е реторичко, автентично, суштенствено. Македонците немаат единствена земја име Македонија. Нашите сограѓани, албанци, јас ги почитувам, тие се дел од овој наш заеднички живот. И не случајно се родија тука. Во нивните изводи стои место на раѓање. Македонија, Скопје, Тетово и да не ги бројам. Тоа значи треба да ја градиме, изградиме државата, а не да ја крадеме и да ја погребуваме. Те имат резервна варијанта. Да, си имат Албанија, си имат Косово, меѓутоа не може од Македонија, како некои така наречени патриоти на батерии, уште во времето на тогашниот премиер, која спомна и преседател на ВМРО ДПМН Лјупчо Георгиевски, че им ги кратиме ноктите на орлите и така натаму, да денеска тој девалвира автентичност, единственост на овој народ, кој сам себе се нарекува и спомнува македонски, кој говори македонски народ, јазик. Нели тоа предавство? Ме прашувам. Базично. И нема никаква казнена одредба. Кога тоа се продолжува, кога тоа оди системски, во постојан начин на артикулирање, верувајте, нема да имаме авторитет меѓу нашите пријатели на во меѓународната заедница. Ќе речат, видите, па да се вратам, после 2001 се донесе, нели, тој закон, тој договор на еден начин присила, изфингирана војна. Видовте какво се случи. Ни дојде политичар кој даде човек изјава, меѓутоа све беше фингерај.
фингерајка да се случи Охридскиот договор. Час потоа, почитувани како се реда, имаме територијална поделба. И како тоа... Вратете го филмот. Значи, кои беа сторители протагонисти? Премиери. Дали ги видовте тие премиери зад решетки? Ја напишав пред неколку дена колумната дали ние ќе го имаме еден Фалконе, еден Борсалино, у смисол на зборот кој што навистина се спротивставија на мафијата во Италија. Не. На Маковеј, кој стави двајца премиери незината наследничка, исто така и Моника Маковеј. Зошто го велам? Го велам бидејќи тие се капетани на лаѓата. Ама не на белата лаѓа. Белата лаѓа знаеме која е. Тоа е систем Шојич. Но овдека е систем Шојич кај нас што ги имаме политикантите. Че зграбчата направат далавер систем, тендери, мендери и така натаму, и ние останавме сирачиња. И без татко, и без мајка. А тоа е Македонија и без идентитет, и без суштественост. Но никош не е доцна. Се појави, јас велам, да, немам друг избор, на пазарот на политичкото небо гледам политички субјекти кои се ги спомна во колумната во СЈО, кои сторија еден хаос. Режи, ако можеме да го ставиме линк со почитуваниот соговорник кој очекувам дека можеме да го имаме. Реков дека ова е жива емисија. Имавме закажен соговорник. Дај Боже да дојде, ако ништо повеќе, пред крајот на емисијата ќе се поздравиме. Кој исто така е борец за неправдата, криминалот, стопанскиот криминал. Но велам во кој контекст на се тоа. Почитувани, немојте да го злоупотребат политичарите светото нешто, тоа е гласот на народот. Тоа извира од вас. Нели беше и е, и ќе остане, дека постои светот. Гласот на народот е Божи глас. И се случија многу нешта благодарение на вас, почитувани. Благодарение на вашата совест, вашата љубов кон матичната држава, во која чувствувате како своја мајка, Македонија. Ова не е памфлет, ова не е популизам, ова е прагма. Прагма во која вие морате да го сватите единственото. Немојте, верувајте, одите кај да одите. Знам дека сте разочарани. Знам дека немате желба за посебен некоја инвентивност, креативност. Зошто? Затоа што вие едноставно се разочаравте од политичките, така наречени елити, кои ве ограбија, ве излажа. Не случајно спомнав, да, политичката бен кој не се дрзна, доби 600.000 гласа, предводен од господинот Христијан Мицковски, и ја менеджира владата, ако правите на компаративна анализа. Поутрото денот се позна. Го немате тај случај на лигавење, баци рака, баци нога, баци кондура, као што го имаме со Заев. Дали се сеќавате, ве молам, на средбата во Подгорица, кога дојде Пенс, подпредседателот на Америка, на Доналд Трамп, како го гушкаше и човекот, според мои сознанија, знаете дека имам доста блиски контакти со администрацијата на Доналд Трамп. Еден од нив, советникот Марк Брнс, имаше задоволство и почит од мене и чест за да биде дел од гласот на народот. Токму 2016 во која побара легитимитет од македонците во светот, односно во Северна Америка, каде се апроксимативно, не апроксимативно, таму се 500.000 македонци. Замислете, внимајте, 500.000 македонци да дадат глас за Доналд Трамп, тоа е успех. Но, повторно, не е ова изблик на една само бендисаност, почитувани. Затоа ние кога гласот на народот имаме голем број бариери, имаме ѕидови. Но јас ги велам, тоа се глувци, а ние сме луѓе. Ја знаете од Џон Штајнбек? Токму и таква колумна ја имаме во гласот на народот. Глувци луѓе. Ние кои ја навистина ја почитуваме, ја сакаме Македонија, не ја трампаме за некое тендерче, некоја
апанажа, да ни продолжат мандат, некоја паричка, некоја објава на книга, некое патување, некоја функциичка, некое надзорно, во надзорен одбор, не во управен одбор, па да си ставаме Кичановиќ во джеб по некоја илјадарка. Не, тоа е све краткорочно. Но, за волја на вистината, почитувани, на вистина што сакам да кажам, дека Македонија не ја убиваат. Не ја убиваат, почитувани, утуđенци, верувајте ми. Ови го кажам од се срце. Ја погребуваат своите, крадат, градат за себе, а народот копа по контейнери. 30 години. Никој не одговара. Нема правда. Нема казна. Сите сме сведоци, почитувани мои, на најголемата историска кражба, а никој не оди зад решетки, ниту пак ќе речам премиери, ниту министри, ниту суди, ниту пак обвинители. Еве, денеска читам во медиумите, спорно е со приватизација на Скопски пазар. Па ќе ми рече некој, цобе бре, кај се дрзнал се ова да го спомнеш? Не, јас само пренесувам. Свртите, почитувани. Знам дека сте разочарани. Рече, дајте ми само знак, дали ќе го имаме соговорникот со кој разговарав, или да ве замолам за еден мал джингл и се враќам у студиото со оглед дека би сакал да вклучам. Некој од вас еве отворени си телефоните, не гледате ширум светот, но еве само уште да додадам ова. Да, јас се извинам, можеме со джингл да одиме. Одиме со джингл. Гласот на народот со Слободан Томиќ. Гледајте ме. Почитувани, навистина еве, сега звонеше телефонот, почитуваниот гостин имаше сообраќајка и мораше да го однесе патникот или повредениот во болница. Се случува и сето тоа, и мајчи факт дека и реков дека оваа емисија е интерактивна, може уште еднашка телефонскиот број, или доколку го имаме нашиот соговорник со кој јас како алтернатива го подготвив за вечерашната жива емисија. Знам дека еве се извини почитуваниот господин, но како и да е, почитувани, верувам дека вие имате што да дадете ваш прилог од се тоа што реков во контекст на интеракцијата. Ја љубам, навистина само можам и да говорам доста на оваа тема, а тоа го правевме веќе за мало ретро. И во оваа телевизија, место кај што ние функционираме сега во овие 2 години, ова е втор роден ден на телевизија Вистел, во телевизијата кај што јас ги постави фундаментите, а тоа е телевизија Амазон, а потоа премина во АТВ, чиј автор на насловот сум јас. Од едноставна причина, бидејќи сепак телевизијата АТВ израсна и прерасна во една телевизија во која продефилира најголемите политички субјекти во светот. Зошто се подсмеувам? Се подсмеувам бидејќи денеска го немаме тој случај. Немаме случај. Имаме национални телевизии кои пуштат турски серии. И чат-пат по некоја информативна емисија која не задоволува стандардите да се носи за национален сервис. Да, извирам од национална телевизија. Телевизија Скопје или Македонска радио телевизија уште од 80-та година. Тука треба да се повнесе внимание. И тоа што нам, почитувани во овие 30 години од нашето битисување како држава која има еден класичен тежок период на функционирање, неспроведување на законската регулатива, а тоа е правниот систем, почитување на законите, и ние дојдовме до оваа дереже во која ден денеска се наоѓаме. Го спомнам господинот Мицковски неслучајно, бидејќи денес конечно гледаме светло или договори со Соединените Американски држави, со Велика Британија, над 6 милиарди евра во проекти, железници, болници, клинички центри. Но, ако повторно дозволиме овие пари
да заминат, да не употребам глаголска форма, украдат, што не верувам, тогаш нема враќање. Нема. И затоа нашата порака вечерва во ова издание, да речам, пред одбележувањето на 25 години од вашиот независен народен парламент, форум Глас на народот, верувајте ми, нема ништо од државата. Нема компромиси со криминалот. Ова ќе речем дека е последна шанса за Македонија. Ако ја проскоцкавме, тогаш е крај. Јас не сакам дефетистички да звучам, бидејќи се уште, гледам иднина во овој млад политичар, кој нема никаква причина да побара некоја аванта како што правеле и прават до и сега, ако се во опозицијата си го прават, си имат своји ујдурми и сите тие работи, но да се потпише договор со една држава која се вика Велика Британија, а истовремено имате еден... Да, јас се извинувам, ова е жива емисија, но бидејќи поради соговорникот не успеав да го исклучам телефонот. Нека биде не ова некој шоу, во секој случај наравучение што значи за соговорници кога им се случуваат такви работи, дај Боже да е наарно. И верувам дека е сообраќајна несреќа, бидејќи за оваа тема ретко и тешко се проговара, разговара. Оти крадењето, градењето или погребувањето на Македонија е жежок остан, кој тешко некој ќе го земе како дискурс и како лајт мотив да се разговара. Зошто? Затоа што сите си ги дадоа своите, да не речам дел од своето тело, на политички партии, на мецени, така да речам, на спонзори, кои треба да им одработуваат. Фактот говори, и тоа во колумната што ја вчера ја објавив во порталот Охрид 24, говорам токму за тие 6 милиарди, да, го имаме соговорникот. Да, добра вечер. Да, тоа е господинот Ефтим Клетников, така? Да. Ви благодарам многу, навистина чест и задоволство ви направивте што, ова е жива емисија во која вие несебично партиципирате и го кренавте на еден пиедестал авторитетот и рейтингот на Гласот на народот. Како проект менеджер ви благодарам и од мојата екипа. Говориме на една тема, тоа е крадење, градење или погребување на Македонија. Господин Клетников, апропо, дадов еден вовед поширок, не поширок, тоа беше на 20 минути, мога ми 15. Како ги дефинирате овие работи што ни се случуваат и мајчи факт дека Македонија нема друг избор и решение отколку освен само да ја систематизира и да ја донесе државата во правичен и праведен ред. А тоа е казнивоста да престане. Сакам овие минути вам да ви ги препуштам. Повелете. Сега дадохте една диагноза за ситуацијата на Македонија, која не е од вчера, не е само денеса, изгледа и продолжува, бидејќи има сили кои ја обструираат неа, како на ниво на прогресот, така на ниво на идентитет и така натаму. Фактички Македонија ја погреба со Преспанскиот договор во 2018 година, беше идентитетскиот геноцид извршен од Европа и нејзините балкански предатори, и тоа е најтрагичниот миг на Македонија, на македонската обстојба и би рекол идентитетски суверенитет, кој таа го имаше посведочено и во Библијата со милениуми. Така. Сега, што се однесува до материјалниот статус на Македонија, тоа не сум економист и не можам многу да зборувам, но знам дека... Милиарди. А и народот знае дека е плячкана Македонија, и тоа од врвот, од политиката, од политичари, кои сега градат некои облакодери во Дубај, купуваат авионски компании,
добиваат златни карти и така натаму, додека кожата на народот е 9 пати и повеќе одрана. Така? Така да, ако се продолжи тој тренд, јас верувам дека со новата власт и влада има добри намери Така? и сега за сега се бори, јас би рекол, и прилично успешно со корупцијата. Ако продолжи така безмилосно со неа да се, и ако успее да ја сосече имено во нејзините враови, тогаш ќе има напредок и бенефит за Македонија и пред се за народот. Тоа можам да го кажам во врска со тоа. Еве втората тема што е како организиран државен криминал. Тука планирав, предвидев една минутажа, меѓутоа ви препуштам вам. Како работеле оркестрирано политичари, суди, со оглед дека тие во една спрега ја создадоа фактичката ситуација во која ние денеска се соочуваме и сме жртви на нивната симбиоза. Значи, уштенешка, како работеле оркестрирано политичари, суди, обвинители и полицијата? Па, видете, сега човек и да не е правник, со голо око да гледа, народот кој не студирал правни науки, нема диплома од правен факултет и така натаму, многу убаво го согледа криминалот на судството. Мислам, тоа е навистина, ако се зборува за нашето судство, тоа е криминализирано. Така. До крај ispolitizирано и би можел да кажам и тоталитарно од тој поглед на политичка, партиска ispolitizираност и така натаму. Така да воопшто народот нема надеж, нема доверба во судството. Апсолутно, ни еден посто, јас мислам, од онај честниот народ, ако го прашате. И да ги гледате што се случува, да речеме во Европа, Така. ја судеа и една фон дер Лајен, нели? За Pfizergate. И тоа за милиарди евра. Така натаму. А кај нас, да речеме, луѓе кои ја ликвидираа Македонија, кои учествуваа во нејзиниот идентитетски геноцид, сега не само што слободно се шетаат, не само што градат некои аблакодери, дури безсрамно продаваат и патриотизам и велат дека имаат допринесено во цивилизацијскиот напредок и спас на Македонија. И никој нив не ги гиба, не ги... А видите, ако направите еден прекрашок, некој, например, се паркирате на погрешно место, не ви бега казната и тоа драконска. Јас платив една таква казна која намерно била чувана година дена, јас сум ја заборавил и ми дојде колку 10 пати покачена со едно вака метафизичко објаснување кое не можеш ни да го разбереш, во која сметка што треба да ја платиш, едно 5-6 души плачеш некои специјалисти и како поп извакана дека ќе ти дојдат извршители, дека најстрого ќе виде, додека криминалци кај нас ќе ограбат народот не само со десетици, стотици илјади евра, туку со милиони, и потоа ја дувнуваат, бегаат негде во соседство и така натаму и никому ништо. Дури има и случаи кога и легално им е дозволено на некои да избегаат. Ако можев да дадам така накратко една слика, дозволите, една црна слика на нашата состојба со судството, мислам дека таму работат многу неетични луѓе. Луѓе кои немаат смисла од срам, греф и никаква етика. И тие се суди на врвни позиции. Еве беа фатени некои случаи каде примале мито, во џеб пари и така натаму. Така да, мислам дека мојата визија е за оправање на такви работи диктаторство. Диктатура, но да не бидам погрешно сватен од гледачите и слушателите,
Тоа е диктатура на просветлен диктатор од типот на Петар Велики, да речеме, или Кемал Ататурк, кои ќе сечат таму каде што е болно и гнило, без пардон, и ќе ја водат земјата напред. Како што ја одведува Петар Русија во една голема перспектива на развиток и демократија, а и Кемал Ататурк кој ја среди Турција за 24 сати со една просветлена и визионерска диктатура. Да. Нам ни фалат такви председатели и премиери кои ќе видат така просветлени демократски диктатори. Еве да не бидам лошо сватен, бидејќи лошо звучи посебно кај интелектуалната елита која и не го разбира баш тоа поимот диктатор и диктаторство, бидејќи тој поим е амбивалентен, е и позитивен и негативен. Зборувам за позитивниот аспект на тој елемент. Професор, така да нам ни фалат храбри политичари. Ние од 1990 година навамо не сме имале безрезервно храбар политичар кој што вели народот си ја става главата в торба. Ако веќе станал председател, премиер, министер или така и работи безпоштедно за правата и просперитетот на народот. А кај нас што се случуваше? Се случуваше да се докупуваат луѓе до власт, до министерства, само да го разоруваат суверенитетот на оваа држава и го разорија до крај речиси. И да грабат, да плячкаат, да градат базени, да купуваат големи джипови, вили и така натаму. Со своите 10 прсти. Професоре, с оглед дека ми е чест од вас имам што да научам и научив доста, не ја и гледачите. Дури моите и вашите соговорници ми беа во присуство ваше, вели Слободане, чест и задоволство и тој не е професор. Еве во овие 5 минути што не остануваат за финале, видовме да направиме една паралела, една компаративна анализа. Како е тоа насилнички пишував, колумне објавивме за СЈО 10 години одбележува оваа година и видовме како беа донесени искипани, да речам, истурени луѓе без кичма, без таа суштествена, дигнитетна ситуација што има еден корпус на човек и веднаш го спомнавте вие, го спомнавте, како се вели, го спомнавте во секој случај Зоран Заев и Преспанскиот договор. Јас се извинам. Сепак мораш него тоа е моја кривица, вина и се извинам. Еве во контекст на се тоа. Од таа страна на клиентелизмот имаме друга ситуација, политичар кој веднаш направи една комуникација со две велесили. Тоа е господин Мицковски, кој не на клиентелистички начин, туку на вистински политички државнички начин. Со оглед дека ние имаме геостратешка позиција како држава. Ние не сме држава на падлаѓур ставена, кој што тоа ја поставиле политикантите. И конечно еве имаме еден договор кој предлага инвестиција, инвестицијски бум, а тоа е градење на болници, на клинички центар, бидејќи беа украдени 32 милиарди буџетски средства во 7 години изминати. И никој не одговара. Како го дефинирате ве у четврток? Тој за 2 дена се потпишува договор влада со влада. Значи инвестицијски бум кој треба да донесе еден просперитет, да се вработуваат луѓе, да се донесат нови предизвици што ќе бидат во интерес на нас како граѓани на Република Македонија. Ве молам во тој контекст. Да, мислам дека на господинот Мицковски треба да му даде шанса народот да не го критикува многу, бидејќи гледаме дека тој е човек кој има добра волја. Така? Да ја поправи ситуацијата, да го доведе расклибаниот суверенитет колку толку на ниво и да донесе еден економски просперитет во таа пустиња, бидејќи предходната гарнитура на СДСМ едноставно направи економска Хирошима од Македонија. Така. Сликовито би ја опишал јас.
Сега вие веројатно алудирате на ова стратешко партнерство на Па еве коридорот 10. наречено на Македонија и Обединетото кралство. Да, коридорот 10, сакам само во сезонот. Англосаксонско. Знаете, јас не знам што содржи тој договор, во секој случај. Веројатно има добра намера, се зборува таму, не знам, за 6 милиони или евра или колку. Да. Како една инвестицијска инекција во таа општа сиромаштија, која би требало да донесе еден значителен просперитет економски, така да го охрабри и владата и народот на некој начин. Не сакам да навлегувам на тоа, но стратешки партнери ние треба да бараме и на друго место. Според мене, нека не ми замери владата, но јас искрено Секако, јас се Јас согласувам би со бил вас. радосен стратешки партнер да побараме и во една Кина и во една Русија. Од страните каде што е БРИКС и каде што тие се навистина искрени и со нивниот појас и пат нудат една етика во тие комуникации. Инаку искрено да ви кажам, од нашата историја и контакти со Западот, со Европа, ние во минатото не сме виделе аер. Западот обично е колонизаторски, знаете, неговата историја на тие големите нации, меѓу нив и англосаксонската, е колонизаторството и плjačкање на народите. Господ Ефтим Кликников, значи ново време, ново движење. Видовте и Вили Бранд се поклонил на јас се надевам дека за нацизмот и за тие веќе може станале почесни. Јас соглед дека јас се гледам перспективата, но знам дека човекот Мицкоски што се однесува најдобро мисли за Македонија. Во тоа не се сомневам и тоа сакам да го подлечам. Да, ви благодарам многу што бевте соговорник во ова, да речам, мисија која е предвечерие на одбележувањето на 25 години од Гласот на народот. Че си задоволство што ми е што бевте и ве гледам наскоро во една целосна емисија околу 60 минути, ова е 1 час 45 минути. Бите живи и здрави. Многу ви благодарам. Благодарам. А кога ќе се емитува тоа? Емисијата ќе биде во петок во 21 премиера. Ќе бидат присутни амбасадорот Зоран Дабич, како мојот рецензент на книгата, и Тодор Петор ко рецензент. Тука е еден сублимат за сите 25 години кој се партиципирал од политичките елити во светот во ова ваша и наша интерактивна трибина. Благодарам многу, бите живи здрави. Вам почитувани, благодарам што бевте со нас во овие минути. Еве, слушнавте прекрасна анализа, слушнавте кој кажува каде оди Македонија во овие изминати години и каде и престои. Значи, убаво е Македонија да гради пријателски мостови, врски, комуникации, конекции за добробит на народот. Народот да не ни заминува. Од и сите политичари кои оплячкаја и уништија Македонија, не се тука. Верувајте ми, нивните деца се надвор, нивните вили, хациенди сте надвор, а ние остануваме тука со криминалот, со загадениот воздух, со канцерогениот мазут, со се уште нема лекови. Јас морам, ви спомнав за онколошки пациенти и господине Мицковски, тука морам да ве замолам. Веднаш тоа сторите го, ве молам. И јас сум онколошки пациент. 1 месец немам онколошка терапија. Сторите го тоа час поскоро. Бите живи и здрави. Во петок ве очекувам 21 часот. Да сте ми живи и здрави. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.